Јас сум Вела од Австралија, драги браќа и сестри. Слушам Радио Свети Дух Македонија. Фала му и слава му на нашиот Господ Исус Христос, што не нахранува со духовна храна преку работ Божи брат Тихомир. Нека Исус премил изобилно излива духовни и материјални дарови во неговиот живот и семејството за секогаш. Амин. Драги браќа и сестри, сакам да споделам сведоштво за слава Исусова. Минатата недела дојде Божи раб, брат Марко, за прв пат во Волонго и престуваше 2 дена, го проповедаше Евангелието на мирот и се молеше за сите болни. Јас отидов 2 вечери со пријателки, имаше многу народ. Жедни да го слушаме Словото Божјо, бидејќи тоа е сила Божја за спасението на секој кој верува. Амин. По известно време, кога требаше да се моли брат Марко за една жена, објави жената со црна блуза во првиот ред да дојде овде. Јас се полам десно, лево. Сестра Љубица ми вика: Вела, ти си. И другата жена што седеше со мене, таа беше австралка исто, и таа ме вика: ти си. Јас се зачудив и си реков: зошто мене ме вика сега? Отидов и ме праша дали веруваш, сестро, Господ Исус Христос ќе ја оздрави жената од болеста. Јас му реков: верувам. Да, верувам со цело срце, сигурна сум во Господа Исуса Христа. Ми рече брат Марко: можам да видам, си помазана, сестра, и цел оган си во целото тело. Јас му кажав: знам. После ми рече да се молам заедно со него. Слава ти, пресвело Господ Исус Христе, што чудото го направи. Господ Исус Христос за мене во 2012 година, кога бев во Божиот дом, имаше дојдено Божи раб, се викаше Стивен од Аделаид. И ми рече дека сум помазана од Господа Исуса Христа. Му реков: знам, да, сум. Кога си одев дома, почнав да зборувам на разни јазици, возев во колата, а си мислев ќе полетам. Кога си дојдов дома, мажот ми вика: и децата те пијанија во црквата со вино. Јас му викам: Светиот Дух е во мене. Си легнав порано тој ден и станав околу 11 сато. Мил Исус ме скорна. Пробав да станам од кревето, што ќе видам од десната рака светлина, оган излега во десната рака. Јас мрдам со раката горе-долу на перниците, на чашавите, на јоргано. Оган. Што е ова? Викам, се чудо што се случува со мене. Станав и се молев и читав во Светото писмо и стигнав до Матеја, до глава 3:11, каде што Јован Крстител проповедаше во јудејската пустина, говорејќи: покајте се, зашто се приближува Царството Небесно. Јас ве крстевам со вода за покаяние, но оној што иде по мене е посилен од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Он ќе ве крсти со Свет Дух и со оган. Слава ти, татко наш, слава ти, Господи Исусе Христе. Тој ден беше 12 октомври 2012 година. Нема никош да заборам за чудото мил Исус што го направи за мене. Ме крсти со Свет Дух и со оган. Исус е жив, е исти вчера, денес и за секогаш. Тој е Алфа и Омега, почетокот и завршетокот. Те сакам, мил Исусе, и ќе те служам до мојот последен здив. Пастиру наш, љубов наша најмила. Бидете сите благословени, драги браќа и сестри, во мир и Божја благослов, во името на нашиот Господ Исус Христос. Амин. До Божјото Царство Небесно. Амин. Алелуја.